Во последните 20 години американската политика кон Северна Македонија е константна и кога републиканците беа на власти, сега со демократите односот е ист, вели Емил Киријас, поранешен државен секретар во Министерството за надворешни работи. Тој не очекува дека ќе има драстични промени со доаѓањето и на идната администрација во Белата куќа. Македонија останува стратешки партнер, Македонија има важна улога на Балканскиот полуостров и е важно за Соединетите Американски држави Македонија да ја задржи својата прозападна и проатлантска ориентација. И за поранешниот амбасадор во НАТО Нано Ружин, победата на кој да било од двајцата кандидати нема да промени многу во односот кон земјата. Сигурно е дека многу работи нема да се сменат во однос на Западен Балкан и пред се Република Северна Македонија, бидејќи знаеме дека американските надворешни политички ориентации се јасни, се стабилни и нема промена од еден до друг правец. Едноставно, нашето партнерство со Соединетите Американски држави ќе продолжи било кој од двајцата кандидати да победи. На прашањето која политика е поблиска на Северна Македонија, она на републиканците или на демократите, еве што велат двајцата. Со победата и на или на левица, или на она левица ше за демократите, тоа нели како не бит обележување, и за екипата на Трамп, односно републиканците, нема да има големи промени во нашиот балкански микрокосмос. Само знаеме дека за идниот кандидат, ако стане Трамп, знаеме дека тој за него America First е главниот слоган, значи пред се американските работи, еден вид мал изолационизам, а од друга страна доколку дојде Харис на власт, тоа значи дека би имало исто така продолжување на политиката, особено на политика и кон Европската Унија, но и кон војната во Украина. Сите исто така очекуваат одредени промени, можеби на политиката кон Блискиот Исток. Ако се гледа генералната поставеност и начинот на говор, и начинот на политика која што се предлага, и начинот на однесување на меѓународната сцена, за Македонија секако би било подобро Камала Харис да биде во Белата куќа. Што не значи дека доколку председателот Трамп биде повторно избран на овие избори, не значи дека за Македонија нема да настанат добри моменти, зависно се од тоа како ќе се воспостават глобалните текови. Не тоа е ризик. Го прашавме Киријас зошто смета така. Пристапот на поранешниот председател Трамп е сосема различен. Неговиот пристап е, народски кажано, сила Бога не моли. Во таква констелација за Македонија тоа е лоша порака. Затоа што како мала земја која што, да не се лажеме, не е толку геостратешки важна, во обкружување каде што соседите ни се многу поважен партнер на САД. Во такви услови за Македонија е многу лошо да се воспостави политика на победа на посилниот, а не на правото. Изборите во Соединетите Американски држави се закажани за 5 ноември. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.